Вести на Канал 8. Добро вечер. Во Кочани е отворен Центар за социјални услуги од Програмата за социјална заштита и превенција од трговија со луѓе, што се отвора во соработка помеѓу Министерството за труд и социјална политика и локалната самоуправа. Општина Кочани и Германското друштво за интернационална соработка ГИС во рамки на Програмата за социјална заштита и превенција од трговија со луѓе го промовираат Центарот за социјални услуги во Кочани. Во салата на Општинскиот совет, програмата беше презентирана пред представниците на социјалните и други надлежни институции и беа дадени насоките за дејствување во овие области на социјалната сфера. Заедно со Општината и Центарот за социјална работа работат на подигање на нивото на социјалната заштита. Значи денеска ја имаме оваа промотивна средба со цел да ги запознаеме со целите и задачите на проектот и воедно и Канцеларијата за социјални услуги и останатите чинители во социјалната заштита од Општина Кочани. Податоците за трговија со луѓе се фрапантни. Последниот случај во Кочани е згрозувачки. Ние имавме средба со едно семејство кое случајно го откривме, мајка со две малолетни дечиња, која што ни соопшти една ситуација од која што бевме запрепастени. Значи имаше малолетно дете неевидентирано, без извод, незаведено родено дома и ни кажа дека застанал некој со джип и подал зелени банкноти да го купи детето. Значи, тоа сепак се случува и во наши простори, во наши услови, за жал. Софија Спасовска од Министерството за труд и социјална политика зборуваше за стратешките политики во процесот на децентрализација и јакнење на социјалната функција на општината. Националните политики што Министерството за труд и социјална политика и владата на Република Македонија ги превзема во развојот на социјалната заштита, во мерките за намалување на сиромаштијата и поголема социјална вклученост на ранливите групи се имплементира токму во вашата општина преку формирање на еден нова форма на превенција, а тоа е Центарот за развој на социјалните услуги. Особено ми е драго што се тука присутни сите чинители од локалната самоуправа и кои очекуваме дека ќе дадат допринос за развојот на социјалните услуги за ранливите групи во оваа општина, секако во насока на политиките и мерките, активностите што нашето министерство и владата ги превзема во националните документи на национално ниво. Новиот Центар за социјални услуги се наоѓа во бараките зад зградата на локалната самоуправа. Службени лица од проектот за управување со сливот на Брегалница земаа мостри од јавни извори што ги донесоа граѓаните. Активноста е дел од одбележувањето на 22 март, Светскиот ден на водата, зашто в понеделник ќе се организира бесплатно испитување на квалитетот на водата за пиење. Голем интерес покажаа граѓаните од Кочани и од неколку соседни градови на првиот ден од собирањето мостри вода од јавни извори и чешми во регионот. Собирното место беше пред зградата на општина Кочани, каде службени лица од проектот за управување со речниот слив на Брегалница ги запишуваа податоците од каде е наполнета водата. Ваквата активност е дел од одбележувањето на 22 март, Светскиот ден на водата, а целта е да се подигне јавната свест за важноста од зачувување на исправноста и квалитетот на течноста што го гарантира животот. Во период од само 1 час беа донесени мостри од пумпи и природни извори од повеќе локации во источниот дел од Македонија, за кои ќе се испитува состојбата на водата што тие ја даваат. Кампањата ќе продолжи и в понеделник, 24 март, со бесплатно тестирање на квалитетот на водата од мострите што ќе бидат донесени. Настанот е закажан за во 12 часот кај фонтаната во трговскиот центар. Тестирањето ќе се реализира во соработка со комуналното претпријатие Водовод, при што цел на испитувањето нема да биде бактериолошката исправност, туку само хемискиот состав на водата. Годинашното одбележување на 22 март се спроведува под слоганот «Вода за живот», а во него, освен проектот за управување со сливот на Брегалница, се вклучени и програмата за зачувување на природата и невладината организација ОХО со проектот «Едукација за зачувување на природата во Брегалничкиот регион». Трошоците за организирање на кампањата ги покрива владата на Швајцарија.
Фирмата Вектор 90 од Струмица ќе изработува техничката документација за домот за стари лица што се планира да се гради во Кочани. Таа е избрана за најповолен понудувач на јавниот тендер што заврши минатата недела. За околу 2,5 месеци треба да биде изработена техничката документација за изградба на домот за стари лица во Кочани. Толкав период и преостанува на струмичката фирма Вектор 90 да го достави проектот во конечна верзија, откако таа е избрана за најповолен понудувач. Со тоа ќе се добие конечната верзија за изгледот и техничките карактеристики на објектот, чија градба се најавува 1,5 година. За изработка на техничката документација претходно беа обезбедени 25.000 евра од Центарот за развој на Источниот плански регион, што освен за главниот проект ќе бидат искористени и за геомеханички и јасеизмички испитувања на теренот. Граѓаните се едногласни дека на Кочани му е потребен дом за стари лица, иако има различни мислења дали лично би ги користеле неговите услуги. Мислам дека му требе, оде Кочани е веќе голем град е. Не е како што бил пред 20 години. Потребно. Добро е Кочани да има дом за стари лица. Сега има доста пензионери кои си имат на некој начин екзистенција, може да си ги платат трошковите и место да останат сами, порно ќе се дружат таму. Би користили услугите на домот. Кога би мало, може некој потреба ќе имаме да ги користиме. Никој пат не би отишла. Јас сум фамилиарна, имам деца, сум ги чувала, сум ги гледала, сум помагала кога требало и кога не требало. Сметам дека обврска е на децата да ги прифатат старите такви како што се. Предвидено е домот за стари лица да биде лоциран во кругот на поранешната касарна во Кочани, каде сега е сместена и територијалната противпожарна единица. Според идејниот проект, што претходно го подготви општинската администрација, објектот треба да има приземје и 3 ката, со корисна површина од над 1000 метри квадратни по кат. Од проектантот се бара да планира вкупно 90 соби, од еднокреветни до 3 креветни, во кои би се сместиле околу 140 лица. Првичните проценки се дека за да се комплетира домот ќе бидат потребни околу 1.300.000 евра, но конечната сума ќе биде позната по завршувањето на техничката документација. Со оглед што толку пари за оваа намена немаат ниту општината, ниту Сдруженијето на пензионери, средствата ќе се бараат со аплицирање до фондовите на Европската унија или други финансиски институции од странство. Просечните месечни примања на граѓаните од источниот дел на Македонија се под републичкиот просек. Нискиот животен стандард е главната причина поради која најголем дел од младите можноста за вработување и обезбедување екзистенција ја бараат во странство. Граѓаните во брегалничкиот регион се во финансиски најнеповолна положба во однос на сите останати во државата. Месечно можат да потрошат во просек до 150 евра за да ги покријат основните животни трошоци. Без разлика дали се вработени во индустријата или се занимаваат со земјоделска дејност, просечната годишна заработувачка е слична. Истражувањата покажуваат дека големи разлики нема ниту меѓу населените места во регионот. Без разлика дали ќе живеете во Штип, Кочани, Берово, Пехчево или Зрновци, например, нема да имате големи разлики во животниот стандард. Ке мора да се задоволите со просекот. Трошковите се секаде исти. Дали си у град, дали си у село, колку повечко имаш пари, повечко трошиш. У град е малку потешко. Тамо се од джеб треба вадиш, а на село си спроводиме по нешто. Па мора да е исто и тамо да е, тука да е. Само тамо може да имат некои ниви, екзистенција, може да е за них друга, а тука у градо е полошо. Единствена предност да се живее во поголем град е што релативно полесно може да се најде вработување, и тоа најчесто во текстилните компании. Најдрастичен пример за тоа се Штип и Кочани. Но и во оваа гранка месечните примања не се над просечните за целиот регион. Тешко е за тоа што тие плати колку се големи. 8.000, некои до 10. Сега на овој стандард тоа е тешка работа. Знаеш колку е тоа релативно? Кој како се е научил да живее? Мислам дека и зависи колкави се пензиите. Јас сум исто пензионер сум. Како можам со мене со жената можем да искараме со една пензија со 15.000 динара. А луѓе со 10.000 динара, 5 члена, тоа е тешка работа. Во однос на Кочани, кој на истокот од државата е рекордер по невработеност, Штип има проблеми со наоѓањето квалитетна работна сила. Оние што ни во соседството нема да најдат работа, најчесто се определуваат да заминат во странство. Миграцијата село-град испразни дури 70% од селата. Статистиката вели дека само за 20 години во Источна Македонија целосно се опустошени 141 село, а уште 450 се пред изумирање.
Голема заинтересираност покажаа кочанските граѓани за купување на креативните изработки направени од учениците што ги продаваа по повод организирање на акцијата Македонија земја на розите. Училиштата се представија со своји штандови во градскиот парк. Креативните ракотворби, изработени од рацете на учениците од основните и средните кочански училишта, изложени на продажни штандови во паркот во Кочани. Изработките беа во знакот на розата. Понудата беше голема, но и заинтересираноста на граѓаните за купување. Сите ракотворби беа продадени. Штандот ни е преполн, се тоа нивни дела, значи беа активирани речиси една недела, сами заедно со наставниците, родителите, значи се изработија многу украси или предмети кои што се во знак на розата, со цел да се одбележи денот на розата или Македонија земја на розите. Средствата кои што ќе се соберат од продажбата на овие изработки од учениците ќе бидат наменети за да се купат рози, кои што потоа ќе бидат засадени во нашиот училишен двор. Ние исто се приклучивме на основните училишта, само нашиот штанд не е продолжен како нив, него како рекламен материјал. Креацијата е моја, изработка е на колегата Благојчо Јорданов, а соработка со учениците. Останатите се исто со соработка на учениците и соработка на професорите и со поддршка на целиот колектив и на директорот. Собраните средства ќе се искористат за купување рози што ќе бидат засадени на денот на пролета 21 март во дворовите на училиштата. Денот на розите е дел од еколошката акција Македонија земја на цвеќето, земја на розите. Целта на акцијата е разубавување на парковите, улиците, дворовите, но главен акцент се става на тоа што розата ја подобрува структурата на почвата, која што претходно е загадена од тешки метали. Акцијата се спроведе и во основните училишта во Зрновци, Чешиново, Облешево и Виница. И истата е во соработка со локалните самоуправи, бизнис заедницата и невладиниот сектор. Екопатрола организираше основното училиште Малина Попиванова по повод Денот на розите. Целта е собирање средства за купување рози. Продај вештачка, купи природна роза. Освен продажниот штанд, учениците и наставниците од основното училиште Малина Попиванова по повод Денот на розите организираа уште една акција – Екопатрола. Одеа низ разни фирми, граѓани и институции и ги продаваа своите изработки. Денес сме овде со нашата Екопатрола и наша цел и наша задача е да го разубавиме училишниот двор како Екопатрола, а средствата што ќе ги собереме од оваа акција ќе ни послужат токму за тоа. Бидејќи мотото на денешната акција е продади вештачка роза за да купиш и засадиш вистинска роза. Мислам дека идејата е добра, акцијата досега се покажа успешна, децата уживаа во изготвувањето на розите, па и во нивното продавање. Изработивме вештачки цвеќиња, што денес ги продаваме и парите што ќе собереме ќе купиме природни свежи рози што ќе засадиме во двор на училиштето Малина Попиванова и ќе го красат нашиот училишен двор. Ние со наставничката ги направивме овие вештачки цвеќиња и ќе ги продаваме за да купиме поубави цвеќиња и да го раскрасиме нашиот училиштен двор. Од спроведената Екопатрола, учениците беа задоволни затоа што ги продадоа сите изработки предвидени за таа цел. Собраа доволно средства за да купат рози со кои ќе го разубават училишниот двор. Во Виница промовирана најновата книга Играч на среќа од авторот Бобан Богатиновски. Промотор на книгата беше Жаклина Филипова Свеќаровска. Јавната општинска установа библиотека Ванчо Прке од Виница организираше промоција на книгата Играч на среќа од авторот Боган Богатиновски. Промотор на книгата беше Жаклина Филипова Свеќаровска. Имав можност, значи чест да го промовирам романот Играч на среќа од авторот Бобан Богатиновски, македонски автор, чишто роман имам промовирано и тука во Кочани. Станува збор за исклучително квалитетен автор, а особено е впечатливо, интересно како куриозитет, подударноста, значи на насловот на романот. Станува збор за романот Играч на среќа со денешниот меѓународен ден на среќата кој што се одбележува значи на 20 март. Едно интересно, реалистично четиво
или ќе го цитирам самиот автор како што кажа на промоцијата, станува збор за фотореализам, значи за една неверојатна и перцепција и значи презентација на фактите и за еден многу интересен свет кој што е па за најголем дел од луѓето во суштина невидлив, светот значи на казината, на коцката и тоа прикажани од перспектива на лично видување, на лично кажување, што го прави овој роман навистина едно уникатно четиво. Бобан Богатиновски е роден во Куманово во 1971 година. Автор е на книгите поезија, луцидни халуцинации, прекрасен ден на умирање, светлината е посилна, барајки карпа за молитва, како и на романите Соба за разговор, Коцкар, Монотонија и Лет 555. Член е на Друштвото на писатели на Македонија. Објавувал во сите позначени литературни списанија, а застапен е и во хронолошките прегледи на помладата македонска поезија. Дел од неговата поезија е препеана и објавена на бугарски, романски, словенечки и англиски јазик. Богатиновски живее и работи во Куманово. Кочанските основни училишта и годинава земаа активно учество во меѓународниот натпревар Кенгурче. Учествуваа по 100 ученици од секое училиште и ги покажаа своите вештини и знаења по предметот математика. Учениците од основните училишта активно се подготвуваа за учество на надпреварот по математика Кенгурче, што традиционално се одржува секоја година. Заинтересираноста за учество беше голема. Од секое училиште се пријавија по 100 ученици. Традиционално, како и секоја година, и оваа година во нашето училиште се одржува меѓународниот надпревар Кенгурче. Оваа година учествуваат околу 100 ученици од прво оделение до 8 оделение. Интересот секоја година е се поголем и поголем, бидејќи дипломите кои што ги добиваат учениците кои имаат освоено награди веќе се вреднуваат како меѓународни дипломи и важат и се добиваат бодови при секој упис во секој наредно рангирање или во средно училиште. Задачките се релативно тешки, меѓутоа од година до година малку сега се полесни. Така да поинтересно и на нив станува, така да мислам дека има и изголемен интересот заради тоа. За вистинските математичари задачите не беа тешки, како што велат тие, повеќе се однесувале на логичкото размислување. Резултатите ќе бидат готови за една недела. Со оглед на подготвеноста на учениците и вложениот труд, наставниците очекуваат позитивни резултати, затоа што кочанските училишта на ваквите надпревари секогаш се покажуваат во најдобро светло. На 22 март нововенчаните брачни парови ќе го одбележат празникот Младенци. Најблиските ги посетуваат младите и им носат скромни подароци. Кочанскиот храм Свети Великомаченик Ѓорги ги повикува сите верници на Света Божествена литургија по повод празникот. Нововенчаните двојки кои дале завет минатата година на 22 март ќе го слават споменот на светите 40 маченици во Севастија, војници на Римската империја што биле погубени затоа што ја исповедале верата во Христа во 320-тото лето Господово. Врската помеѓу празникот и бракот е токму во венците, односно круните, што ги носат младите на црковните венчавки. Венчавката е крунисување на богоблагословената заедница на мажот и жената за духовен и телесен раст и умножување, како што благословил и Бог. Плодете се и множете се и наполнете ја земјата. Црквата го благословува бракот како маченички подвиг, велат свештениците. Што се однесува конкретно до празникот посветен на 40 маченици во Севастија или ке нас познат како Младенци, символиката е многу јасна, бидејќи според светоотечкото толкување на бракот, самата институција, брак воспоставена помеѓу лице од машки и од женски пол, представува своевидно едно мачеништво, па и на самиот чин на венчавката, кога младенците кружат околу Евангелието во част на Светата Тројца, се пеат токму тропарите по општиот тропар на мачениците. Според светите отци бракот е мачеништво, бидејќи двете лица од различен пол веќе не се посебно, туку живеат во еднополнота, каде што едниот се грижи за другиот, во добро и во зло. И пред се тие со својот брак треба да сведочат за Бога, да сведочат на луѓето за каков треба да биде еден брак. И на самиот почеток на бракот младенците имаат потреба од помош, бидејќи навлегуваат во еден
во една фаза нова во нивниот живот, а тоа е токму брачниот живот. Под маки се подразбира оцекување на самоволието и себичноста со цел создавање на љубовна заедница што сведочи за Бог. Мажот и жената стануваат едно тело, што е многу поинаков начин на постоење од ергенството и моминството, додаваат свештениците. На овој ден, кога се слави празникот младенци, најблиските по традиција ги посетуваат младите, носејќи им скромни подароци што ќе им бидат од корист во отпочнување на нивниот заеднички живот. Во сабота на 22 март во Кочанскиот храм Свети Великомаченик Ѓорги ќе се служи света божествена литургија, посветена на 40 маченици во Севастија. Од храмот ги покануваат сите верници, особено младенците, да присуствуваат на литургијата за празникот. Ева на Македонија ги известува граѓаните дека ќе има прекин во снабдувањето со електрична енергија во Кочанско. Без струја в петок 21 март ќе останат корисниците од селата Бања, Рајчани, Нивичани и Пантелеј. Прекинот ќе биде во периодот од 15 до 17 часот. А како што информираат од ЕВН, тоа е заради реализација на инвестиционите зафати за подобрување на квалитетот во снабдувањето со електрична енергија на корисниците во тие реони. И за крај информацијата од спортот. Започна да се реновира стадионот Никола Мантов. Плановите се кон крајот на сезоната на Кочанскиот стадион да се одигра првото квалификацијско коло од женската лига на шампиони. Никола Мантов започна да се реновира подоцна од предвиденото, но навремено доколку градежните работи забрзаат. Реновирањето на стадионот ќе опфати реконструкција на гардеробите и подготовка на теренот за напролет да бидат угостени две големи репрезентации во женскиот фудбал. Градскиот стадион ќе се реновира во следните неколку месеци. Просторот под трибините досега беше во многу лоша состојба, со оштетен инвентар. Со исполнување на меѓународните стандарди, стадионот Никола Мантов ќе може да аплицира за организирање на важни фудбалски надпревари. Плановите беа во месец април, за прв пат после 20 години од осамостојувањето, да се организира меѓународен надпревар против репрезентацијата на Шпанија, а исто така на 8 мај со репрезентацијата на Италија, но последните информации говорат дека овие две селекции ќе гостуваат на националната арена Филип II во Скопје. Санациони активности на стадионот Никола Мантов не беа преземени уште од раните 90-ти години, кога беше изградена северната трибина. Стадионот во Кочани досега беше домаќин на 3 надпревари на машката фудбалска репрезентација до 21 година против Данска, Кипар и Турција, сите во рамки на квалификацијски циклуси за Европско првенство. Плановите за годинава се овде да се играат квалификации за Лигата на шампионите, но до тогаш треба Кочани и Иднина С да ја освојат титулата во Македонската фудбалска лига. Вестите на Канал 8 завршија. Ви благодариме што бевте со нас.